Над 100 проекти во првите 100 дена од новата влада. Премиерот Мицкоски даде отчет за сработеното. Закрпени буџетски дупки, покачување на платите и пензиите, исплата на неисплатените плати во државните институции, на заостанатите субвенции во земјоделството, рекордно висока цена на грозието, бесплатни учебници навреме, проширување на позитивната листа на лекови, вработување на лекарите специјализанти, намалување на цените на основните прехранбени производи. Се само дел од проектите. Премиерот истакна дека 100 милиони евра ќе се слеат кај општините за изградба на капитални проекти. Процесот на евалуација на 357 проекти на 80 општини треба да заврши до крајот на неделава, пошто ќе бидат и подпишани договорите со локалните власти. Мицкоски особено ги потенцираше напорите за привлекување странски инвестиции. Биле договорени 600 милиони евра, од кои 500 милиони само чини инвестицијата во ветерниот парк на компанијата Алказар Енерджи. Тоа најавивме на 25 јуни. Тоа беше вториот ден од работа на оваа влада и очекуваме веќе на 25 јуни следната година да биде поставен камен темелникот и да отпочне и физички градбата на оваа инвестиција. Целта на оваа влада е веќе во 2026-та билансот што се однесува на увоз извоз на електричната енергија да биде еднаков на нула, нешто што представува историска цел. Меѓу проектите и мерките во првите 100 дена се најдоа и поевтинувањето на катастарските услуги, ка 15 од 11.000 денари за 84.000 службеници, почнатата постапка за трет мобилен оператор, најавата за ефтини авиолинии, вратениот долг на Фондот за здравство. Мицкоски рече дека наследиле катаклизмична состојба во инфраструктурата, но дека првите 2 километри автопат од Косовска граница до Блаце се готови и дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде финиширан до 2026 година. Најави дека еден дел од патот на потегот Арбиново-Охрид со крак до село Ботун ќе бил пуштен во употреба во мај следната година. Вкупниот број на инфраструктурни проекти е навистина голем. Завршуваат експресниот пат Чатал, Длабочица, Крива Паланка од Куманово, кој што е дел од коридорот 8, кој што треба Куманово да го поврзе со преминот кон Бугарија, Деве-Бајер. Можам да кажам дека исто така привршуваат работите за експресниот пат Градско-Росоман до Фариш, односно до Прилеп. Тоа се прва и втора фаза, третата дополнително ќе дојде. Очекуваме до крајот на годината и тие да бидат пуштени во употреба. На критиките за борбата со корупцијата и зошто нема апсења, Мицкоски рече дека не сака да демонстрира сила и реваншизам. Истакна дека има институции кои треба да ги казнат криминалот и корупцијата. Потенцираше дека септември помина, а неголемите критичари на правосудниот систем не дале ниту еден предлог за реформи. Ги нема. Еве, 30 септември помина, ниту еден предлог, ниту една понуда не стигна. Затоа од денеска ние почнуваме да го развиваме нашиот систем, нашата методологија и започнуваат реформите во македонскиот правосуден систем. Мицкоски е задоволен од тоа како се полни државната каса. Управата за јавни приходи и Царинската управа собрале значително повеќе даноци и царински давачки. Тој најави дека до крајот на октомври владата ќе донесе одлука за намалување на одредени даноци, со што Македонија ќе стане земја со најповолна даночна политика во регионот.